Во вечерашниот магазин разговор со Срдан Голубовиќ, режисерот на наградуваниот филм Кругови. Во вториот дел од магазинот интервју со режисерот Даријан Пејовски по повод премиерата на неговиот нов краткометражен филм 409. Добро вечер и добре дојдовте во 437-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, кој вечерва, како што најавивме, ќе биде поделено во две полувремиња. Во првиот дел ви го представуваме српскиот режисер Срдан Голубовиќ, чиј филм Кругови го отвори штотуку завршениот 16-ти поред Скопски филмски фестивал. Со господинот Голубовиќ направивме еден фин разговор во кој загатнавме неколку интересни прашања и секако добивме уште поинтересни одговори. Како припадник на новата генерација српски или ако сакате балкански и европски филмаџи, Голубовиќ веќе има 3 филма зад себе, а почна да собира и фестивалски награди. Уште еднаш, добре дојдовте во Филмополис 437. Стартуваме. Знаеш ти ко сум ја? Знам, Тодоре, како не би знал. Новото издание на Скопскиот филмски фестивал беше отворено со третиот филм на српскиот режисер Срдан Голубовиќ Кругови. По филмовите Апсолутни 100 и Стапица, овој пат режисерот обработува повеќе слојна, но едноставна структура која ја промислува одмаздата, откупот и помирувањето. Свесни за тоа колку лесно омразата и насилството може да го загрозат кршливиот живот, Голубовиќ се осврнува на последиците од моралната храброст, прашувајќи дали херојскиот чин може да генерира ново дело. Ова е ваш трет филм и веќе имате голем интернационален успех со него. Дали тоа ви представува тешкотија или отворање на многу врати кои од секогаш сте сакале да ги отворите со добивањето на наградите? Па знаеш како, снимање сваког филма е тешкоća и притисак сам по sebi, tako da priznanje koje film dobije su samo nešto što reditelju može da pomogne i može da mu otvori neka vrata. Najveći pritisak koji reditelj može da napravi sam sebi, u želji da napravi što bolji film. Tako da, meni su nagrade do sada pomogle. Pomogle su mi da se bavim ovim poslom i pomogle su mi da moje filmove gleda što više ljudi. Jao, olimpijada jebote. Trebao sam 76. da idem u Montreal na olimpijadu. Poslali Makedonci. To je onda moralo po onom republičkom ključu, razumiješ, nisu mogla da idu dvojice iz Srbije. Da. Sudija mu izbušio 10 na meti. Uzmemo pušku, pa razbijem glavu i Makedoncu i sudi. I koga zajebem? Sebe, Rašo, sebe i onda su te, Rašo, doživotno diskvalifikovali. Pričao si mi to 1000 puta, bre. Извини. Голубовиќ е еден од најафирмираните автори од поновата генерација во српската кинематографија. Неговата кариера стартуваше во 2001 година со дебютантскиот филм Апсолутни 100, кој уште веднаш покажа дека треба да се смета на овој режисер. Голубовиќ вели дека деби филмот е клучен во неговата кариера, создаден од огромен без, од желба нешто да се промени. Филмот почнал со снимање во времето на режимот на Милошевиќ, а завршил и излезе по клучниот 5 октомври. Но филмот според режисерот длабоко зборува за времето на Милошевиќ. Pa ja se trudim da prikažem Balkan i da prikažem prostor kome živim. Trudim se da ga prikažem jednim univerzalnim jezikom koji ceo svet može da razume i trudim se da ga prikažem kroz junake koje ja najbolje poznajem i kroz priče i način pričanja priče koji je meni blizak. Tako da mislim da moji filmovi nisu tipični balkanski filmovi, ali mislim da su filmovi koji puno govore o vremenu i o prostoru gde živim. Šta crtaš to? Nemoj mene da crtaš, molim te. Daj nešto da vidim. Napravi nešto.
Вториот филм на Голубовиќ, Стапица, датира од 2007 година. Приказната која ќе ве остави без див е прекрасно реализиран драма трилер, кој на крајот ќе ви постави стотици прашања и сигурно барем за момент ќе ви влее страв во коските. Интересно, Стапица влезе во најтесниот круг на кандидати за наградата Оскар во категоријата филмови од неанглиско говорно подречје, но за жал не и меѓу финалните 5. А што е вашиот фокус кога избирате филмската приказна? Човекот, маргиналецот? Pa moj fokus je običan čovek, najčešće pripadnik, obrazovani čovek, pripadnik neke srednje klase, koje nažalost kod nas više nema, ne znam kod vas. To je čovek koji u stvari nije osuđen na propast, nego ovo vreme ga je dovelo u takve situacije i ovo vreme ga stavlja pred određene iskušenja koje ga tera da u stvari da pokaže da li je dobar čovek ili ne. Ajde bre! Bio je gad, Ivković. To je kući da mi uzme. Nisam jedini koga si zadužio, ali jedini plaćan. Govorio si mi kad smo razgovarali. Samo radi utiska, zvuči. Misle ljudi organizacija, ali ne, ja radim sam. Pa i ovo, niko ne zna osim tebe i mene. Jedino što nisam nikad mogao, to je da ubijem čoveka. Ne znam kako to neko može. Ni ja. Ali dođe takav trenutak. Šta je ovo? Pa gde su pare? To je sve što imam, 2000. Gde su pare, bre? Ćeš te ubijem? Šta ti misliš, da samo si ti u problemu? Pa odakle meni 30.000 eura, Pa nema zašto pas da me ujede. Evo, hoćeš lažni, rodi se. Dužan sam pola miliona. Dužan mi u životu samo da vratim dugove. Ubiću te. Ubiću te. Pritisni taj obarač. Bolje me ti ubi nego da me oni secka na komade. Ubi me. Навраќајќи се на актуелниот филм Кругови, да забележиме дека тој се развива како триптих, истражувајќи го моралното двојство и комплексна приказна чии насоки произлегуваат од еден кобен миг. Приказната раскажува за Марко, српски војник на отсуство за време на војната, кој се враќа во својот роден босански град. Кога тројца негови соборци му приоѓаат на Харис, муслимански продавач, Марко интервенира, но тоа го чини живот. 12 години подосна војната е завршена, но раните остануваат отворени. Светската премиера на Кругови беше на Санденс фестивалот оваа година, каде ја доби специјалната награда на жирито. Кругови се закети со наградата на Берлинале од екуменското жири и наградата од публиката на Софискиот интернационален филмски фестивал. Мене само мучи, јер то било улудо. Дали Санденс, присуството таму ви беше предизвик? Pa jeste, Sundance je najveći festival na kome sam ja do sada učestvovao, u glavnom takmičarskom programu i za mene je to bila velika stvar kao i nagrada i Sundance su jedna nova vrata, pre svega vrata za distribuciju filma u Americi i jednog ulaska na američko tržište koje sam ja već pomalo imao sa filmom Klopka, ali ja se nadam da će Krugovi imati veću distribuciju, veću pažnju američke kritike i publike. Jel vidiš da hoće da se osveti? Znaš koji je danas dan? Znam.
Čekaj, djeđe. Која е еднината на филмот на Балканот или еве конкретно во Србија? Дали можеби приказната оди кон тоа да се прават копродукции, да се соработува со други земји? Која е едноставно формулата за да се дојде до снимање на еден филм, бидејќи знаеме дека живееме во кризни времења? Pa mislim da je prvo važno da vas podrži vaša država i da je strašno važno jačanje nacionalnih fondova. Ne možeš da dobiješ pare iz inostranstva kao reditelj ako nemaš pare iz svoje zemlje. I mislim da je to ono na čemu moramo svi da insistiramo u svojim zemljama, mi u Srbiji, vi u Makedoniji, da postoji jedan pristojan budžet za kulturu i budžet koji će podržavati filmsku umetnost. Mislim da je jako važno da postoji povezivanje među zemljama bivše Jugoslavije, zato što mi pripadamo jednom sličnom ili istom kulturnom prostoru, gledamo iste filmove, slušamo istu muziku, na sličnoj literaturi smo odrasli i sa druge strane mi kao male zemlje, nažalost, moramo da imamo koprodukcije sa nekom velikom zemljom, Nemačkom ili Francuskom, koje pomažu filmu da u stvari dođe do najvećeg mogućeg publiciteta, do velikih festivala i do što većeg broja publike. И на крајот, дали ја следите македонската филмска продукција, дали сте гледале некои филмови, дали нешто би издвоиле? Pa ja relativno pratim makedonski film i mislim, posljednjih godina možda malo manje. Ja sam jedan od reditelja koji na mene najviše uticao kao mladića je bio Stole Popov. Kasnije sam jako voleo filmove Milča Mančevskog. Vrlo poštujem ono što rade sestre Mitevske. Tako da mislim da savremeni makedonski film je raznolik. Nedostaju mu sredstva, naravno, i nedostaje šansa većem broju mladih ljudi, ali to je nešto što je sudbina svih balkanskih kinematografija. Znaš ti ko sam ja? Znam, Todore, kako ne bi znao. Muči li te savjest? Stajao si tamo i gledao, nisi se ni pomirio. Kad čovjek učini nešto dobro, to drugim ljudima ništa ne zna. On uvijek nađe način da me pronađe. Halo, Ranko. Haris ovdje. Mene samo muči, je to bilo uludo. Jel vidiš da hoće da se osveti? Znaš koji je danas dan? Znam. Čekaj, djeđe. Kamen kad baciš u vodu, nešto se desi. Pojavi se oni krugovi. Тоа беше посветата на режисерот од соседна Србија Срдан Голубовиќ, а магазинот го продолжуваме со представување на новите македонски филмски сили. До крајот на магазинот следи интервјуто со младиот македонски режисер Даријан Пеовски, кој неодамна го промовираше своето ново краткометражно остварување насловено 409. За филмот, текот на снимањето, самата приказна и понатамошните фестивалски планови, пововедниот инсерт од краткиот филм. Останете со нас, ова е Филмополис 437.
Тоа беше само еден малечок дел од краткиот филм 409 и конечно сме во студиото, каде што, како што веќе најавивме, во следните минути ќе имаме интервју со режисерот на овој краткометражен филм, Даријан Пеовски. Даријан, конечно, здраво живо, добре дојде во Филмополис. Неодамна пред 10 дена се случи премиерата на твојот нов краткометражен филм во киното Синеплекс. Во меѓувреме се случуваше и Скопскиот филмски фестивал, па еве би те запрашал на почетокот зошто одлуката падна за промоција во Синеплекс кината, а не да речеме во рамките на Скопскиот филмски фестивал? Па искрено затоа што го завршиме филмот, веќе Скопскиот фестивал беше во многу по-љути подготовки и плюс сепак имав подобри услови за киноприкажување, вака и затоа се решиме вака. Така, две проекции во Синеплекс. Еве од технички аспект на почетокот, како си задоволен од проекцијата таму? Проекцијата беше одлична, мора да признам, со тоа што салата беше малецка, па направивме два пати го пуштиме филмот, плюс некои закаснија, така да таман се погоди. Така. 409. Кој поред е ова твој краткометражен филм? Веќе ми се чини дека имаш неколку кратки филмови зад себе. Ако не ги рачунаме студентските, имаме еден долгометражен, среднометражен, извини, телевизиски, краткометражен филм како дел од Омнибусот Скопје Ремикс и овој сега. Супер, добра провокација. Омнибусот Скопје Ремикс со еден дел застапен и ти таму. Тој филм нели е збир на 9 филмови од 10 режисери, ако не се лажам. Прикажан е заеднички со прилично долга минутажа, 2 часа и нешто, меѓутоа од разговорот тогаш за време на премиерата на Скопје Ремикс, муабетот и намерата беше секој филм и засебно да функционира, па што стана со твојот филм? Дали можеби го прати на некој фестивал? Мојот филм, бидејќи се фатив со овој да го работам веднаш по премиерата на Скопје Ремикс, се уште не сум го пратил, меѓутоа овој период ќе се посветам баш со 2 филма да нападнам на поише фронтови. Супер. Да, можеби и резултатите ќе бидат поголеми. 409, ајде да се вратиме на актуелното остварување, 12 минутен филм, ако не се лажам. 13 и нешто. 13 и нешто со одјавната шпица. Накратко, значи, вашата пиар агенда вели дека 409 е приказна за човек кој поседува се што во општествена смисла значи нормален или успешен, но токму овие параметри го врамуваат и го потиснуваат во агол, каде што во недостиг од емотивна сатисфакција тој се врти кон самиот себе. Мислам дека кажав се, меѓутоа, ако имаш нешто да додадеш. Па не, само би додал дека тоа е филмот е во суштина, ако треба да го сведам на неколку во една реченица, дека тоа е студија на самотија, на осаменост и како човек може да се врзе во собствените фрустрации и демони. Така. Во претходниот прилог при разговорот со Срдан Голубовиќ, тој зад себе има 3 филма. Лоциравме дека негов фокус се да речеме луѓето од средна класа, која е прашање дали и во Србија и во Македонија постои или не, тој самиот тоа го кажа во интервјуто. Ајде да генерализираме и да видиме кој е твојот фокус во сите овие краткометражни филмови што ги сними. Значи, кој е твојот поединец, за кого се интересираш, каква приказна сакаш да раскажеш? Во социјален ангажман би било малце самосвесно да зборам за што ми се бават филмовите. Меѓутоа, во принцип е за одредени, да кажам, поединци кои што залутале на некој начин во собствените животи. Па некако сакаа да се извлечат од тоа. Тоа беше и во опера, од делот од Скопје Ремикс, тоа е во овој филм. Таму беше многу малце по-комичен начин направена, меѓутоа овој пат е малце по, условно кажаме, сериозно, потажна, не посериозно. Така. Жанровски, значи, миксаш од проект во проект, влегуваш во различни жанровски. Тоа е, ми се чини, веројатно поради тоа што си млад и сакаш да видиш можеби што највеќе би ти било блиско на дефинитивно, мислам, краткиот филм стварно остава простор да се многу побрзо да се прешалтувате од еден жанр во друг и баш да се испробате. Карактеристиките на краткиот филм во однос на долгометражниот филм. Мала минутажа, треба многу да се збие приказната за да се каже повеќе. Колку е тоа потешко и покомплексно за еден режисер? Па не, добро, долгометражен филм е сигурно потешко, не сум правил. Меѓутоа, целата идеја е, мислам, според мене барем, дека краткиот филм треба да содржи во себе приказна која што одговара за краток филм. Значи, што би функционирала само така и никако другачи.
многу кратки филмови кога ги гледате имате чувство дека тоа е извлечена сцена од долгометража, знаете, па малце ни вамо не таму или премногу информации има во таа некоја кратка форма. Јас мислам дека треба да има баш да биде погодена како кратокраска система на пример. Значи баш да функционира како една миниатура. Сакаш да кажеш од почетокот до крајот да си има своја функција и да биде токму затоа дека оригинална своја, да. Така. Ајде да зборуваме исто така во еден контекст на темата на филмот. Ова е современа приказна која се случува денес во Скопје, го препознаваме. Колку современието нуди свои приказни денеска за да бидат инспиративни да се стават на големото платно? Секој време нуди приказни, мислам. Обично, нели, цело време имаме некој впечаток дека некогаш порано било подобро и било поподатливо за творење или за инспирација или за не знам што, меѓутоа мислам дека не е тоа. Така мислам дека денешно време баш е податливо од секој аспект, дали естетски, дали не естетски. Мислам имаме доволно вкус и невкус околу нас за да можеме да се инспирираме и да работиме. Така. Добро, понекогаш уметниците знаат прилично ретро да ја тераат работата во некои времиња во кои веројатно и самата приказна може да се исфилува, бидејќи тоа се времиња за кои можеме само да шпекулираме дали тоа е вистина или не, но на крајот на краиштата самиот филм дозволува нели да си играш со формата и со самата приказна. Океј, 409 како краткометражна форма, јас претпоставувам дека неговата иднина е фестивалска. Па да, нема друг начин. Нема друг начин. Добро, но секогаш ги прашувам домашните автори, океј, премиера, 2 проекции, меѓутоа кога ќе може да го види пошироката домашна публика? Па освен на некои домашни фестивали како на пример не знам Браќа на Манаки или Синедејс или тие што ги имаме тука во Македонија, реално полето на кое што може да се прикажува краткиот филм е малку ограничено, знаете, мислам малце не знам баш колку може на телевизија тоа, поготово во наше општество да функционира. Така што тоа е единственото нешто што е проблематично за краткиот филм, што е малце сепак има поограничен пристап до публиката. Така. Питер Гринови во однос на неговиот нов филм прикажа неодамна на Римскиот фестивал, прецизно кажа дека во филмовите од секогаш главните теми се смртта и сексот. И нема други теми за кои треба да се раскажува. Дали се служуваш со тоа и дали можеби 409 ги опфаќа овие две теми, можеби не на директен, туку на индиректен начин. Па смрт не секс. Па добро, ако треба да се симплифицира, веројатно да, ама не тоа не важи само за филм, тоа важи за воопшто за уметностите. За кај писатели не е тоа преметување или не знам, сликари. Така, да. Добро, ајде во контекст 409 на новите краткометражни филмови кои во последниве години навистина се снимаат многу почесто за разлика од порано. Еве, вие со Скопје Ремикс нели се собравте новата генерација на македонски режисери, направивте еден заеднички филм. Дали може некаква заедничка естетика, заеднички размислувања, заедничко движење, заеднички интереси кон кои треба или може да се движите, дали може би функционирате така или сепак секој е засебна единка? Секој е засебно со тоа што мора да признам дека генерацијата на која што јас припаѓам многу поблиску комуницира, многу повеќе комуницираме меѓу себе. Повеќе се дружите. Повеќе се дружиме, да. И мислам и приватно и професионално да кажам, значи сум соработувал со мои колеги, со Вардан 2 пати сме соработувале, така што повеќе на пример мислам дека се доби во смисла на квалитетот на краткиот филм, мислам дека се подобри последниве 2-3 години. Супер. Долгометражен филм? Спремам, да. Имам сценарио, да, ама тоа отом потом, да. Така, да. Пак ќе се навратам на Срдан Голубовиќ. Неговиот став е дека треба да се соработува на овие балкански простори, бидејќи сме растеле на иста литература, на иста музика, сме гледале исти филмови. Сепак Македонија е мала земја, колку е тешко да се дојде до снимање на еден долгометражен филм, каков е процесот и што бара од еден млад режисер? Добро, бара зрелост и бара здравје, сигурно. Мислам тоа да го издржи, да. Здравје, ако добијам некад веројатно ќе имам прилика да го потврдам ова, али во секој случај да, мала земја, меѓутоа сигурно е многу потешко да добиете во некоја голема земја каде што конкуренцијата е многу поголема. Мислам, бар така мислам ја. А овде обратно теоријата е Па се не знам. Или се тешам, не знам, али во секој случај може, мислам,
со доволна работа дека може да се стигне до тоа. Не е нешто недостижно. Океј, од овие општи теми да речам, повторно се навраќаме на краткометражниот филм 409. Значи главни улоги Симеон Дамевски и Ирена Ристич, би рекол еден прилично минималистички филм, како во однос и на самата приказна, така и во однос на користењето на музиката внатре. Дали е потешко да се сними таков филм или можеби монтажно подинамичен филм? Чисто за околу процесот на работа. Мене лично ми е поголем предизвик ваков филм. Мислам не дека тоа не го сакам, меѓутоа естетски би сакам од време на време да се навраќам на она што е класичен филм, бидејќи мислам дека во последниве години филмот малку се влезе во таа, има влијание од телевизија и од видео и така натаму. Така што тоа кинетичко ситно режање, спотовско малце ме засити искрено. Така што се реши да се вратам малку на баш оној класичен, сега да не претерам, ама мелвиловски пристап или нешто што е класичен Холивуд или така натаму, каде што кадрите треба доволно долго, баш во себе содржат одредена вредност, естетска и емотивна. Да, прилично има метафизика во кадрите, додека се движи камерата на Димо Попов, кој ми се чини дека направил одлична работа. Одлично, да, баш се спремавме долго време за тоа и требаше долго време да ги направиме тие ствари, али ги направивме. Супер, да. Океј, ајде веќе кога спомнавме Мелвил за влијанијата кај тебе како автор, како режисер, класичен Холивуд, што тоа значи? Па до крајот на 50-тите. До крајот на 50-тите? За мене да. Мислам, зборам, за мене тоа е класичен филм. Али добро е од време на време да се навраќа човек на тие класици, бидејќи секое пресоздавање доаѓа до некое ново решение, бидејќи стварно има некои стварно квалитетни работи тогаш. Значи не е начинот Тарантино како што ги преџвакува не во тој некој постмодерен тупаница учелон начин, него повеќе не знам кога ќе го доживеете денеска модерен човек ќе го доживее, не знам, М на Фриц Ланг е многу поинако него човек што би го доживеал тогаш во 30-тите години, знаете. Така што инспирирано од тоа можете денес да направите некаков си пандан кој што ќе биде нешто сосема ново. Изразот ќе биде модерен, иако колку и да сакате да бидете класични вие работите денес. Да, денеска. Така. Супер. Дарен, благодарам за учеството вечер во Филмополис и ти посакувам успех со филмот. Не споменавме на крај дека всушност подготвуваш уште нешто ново, уште еден краток филм. Да, уште еден хорор краток. Хорор? Да, продукција на Vertigo Visual, кој што беа копродуценти на овој филм. Така што ќе биде тој оваа година исто. Добро, се надевам дека нема да бидам задавен после снимањето на филмот. Нема. Уште еднаш фала за гостувањето. Тоа беше се во вечерашниот Филмополис 437. Гледам уште една завршна сцена од филмот, не завршната од самиот филм, туку за заокружување на вечерашниот магазин. Пријатно.